Македонија. Почитувани гледачи, добар ден, поздрав од стадионот во Ѓорче Петров, каде ќе се одигра надпреварот од квалификациите за Европското првенство за фудбалери до 21 година меѓу селекциите на Македонија и Шведска. Еве ги веднаш и составите на двете репрезентации. За гостите Исаксон, Таманди, Фредрик, Јохансон, Дорсин, Ериксон, Келстрем, Вилхамсон, Ибрахимович, најопасниот во редовите на Шведска, стрелец на 2 гола од првиот надпревар, Берглунд и Елмандер. Селектор на Шведска е Јерон Јерансон. За селекцијата на Македонија на голот Златанович, Васовски, Симоновски, Вајс, Грнчаров, Шумоликовски, Попов, Елмазовски, Стојков, Пандев и Панов. Селектор на македонската репрезентација е Никола Илиевски Джиджи. Главен судија на овој надпревар е Кени Кларк од Шкотска, му помагаат Дейвид Доиг и Брајан Мектуфи. Очекуваме добра фудбалска представа и ова е можност за нашите млади фудбалери на оваа средба да продолжат она успешна серија од контролните надпревари. Пред се победата над А селекцијата на Македонија и победата над победа во Прилеп од 2:0. Првиот надпревар во Борас во Шведска, да подсетиме, заврши со победа на швеѓаните од 2:0, што се однесува до резултатите од останатите две средби од оваа четврта квалификациона група: Молдавија, Азербејџан 1:0, Словачка, Турција 0:1. Со оваа победа турците избија начело на табелата со 19 бодови, швеѓаните се сега втори со 17. Значи, значаен надпревар за гостите кои се борат за првата позиција на табелата. Само со победа ќе избијат пред турците. Да подсетиме дека веќе в среда се игра дуелот меѓу овие две репрезентации во Турција. Го очекуваме почетниот удар. Еве го главниот судија Кени Кларк, реков од Шкотска. Се подготвува да даде знак. Верувам дека се во најдобар ред и средбата, почитувани гледачи, започнува. Љубителите на фудбалот во Ѓорче Петров ги има некаде повеќе од 500, имаат можност на дело да видат повеќе талентирани фудбалери, особено во гостинската репрезентација, фудбалери кои играат во силни странски екипи: Манчестер Юнајтед, потоа Ајакс, Фејенорд, Рода, Гетеборг, Ајк, Штокхолм и други шведски познати екипи. Сигурно најголемата звезда во гостинскиот тим е фудбалерот со број 9 Златан Ибрахимович, кој мина во Ајакс за сума, се извинувам, од 15 милиони долари.
Акција на половината на Шведска. Очигледно швеѓаните нешто порезервирано го започнуваат овој надпревар. Васовски, фудбалер на Вардар, Вајс, еден од фудбалерите во нашата репрезентација кои настапуваат во странство во екипата на Риека. Пандев. Инаку на овој надпревар од она прва средба нема вкупно 7 фудбалери во двете репрезентации, 5 во нашиот тим, тоа се Чумбев, Ѓошевски, Мазнов и Димитровски, додека кај гостите недостасуваат Мартин Андерсон, Фернерут и Прица. Шумоликовски го бараше Пандев, не успева да го пронајде и сега со број 10 тоа е Беркунд, настапува за холандскиот тим Рода. Со број 4 Нилс Јохансон, уште еден интернационалец, во германскиот Нирберг настапува. Долга акција на шведската репрезентација, се обидува таму Микаел Дорсин да мине, добро е блокиран од Симоновски. Иницијативата од самиот почеток како да ја преземаат гостите. Да повторам само дека во нашиот тим имаше известна доза на оптимизам пред овој надпревар. Нашите млади фудбалери очекуваа добра игра и добар резултат. На првата средба во Шведска играа добро, во самиот финиш беа примени головите од првиот и вториот дел, меѓутоа имавме и ние неколку шанси, не ги искористивме. Оваа млада репрезентација сигурно голем хендикеп и неиграњето на довчерашниот капитен Стојанче Игнатов, фудбалер кој беше стрелец на гол на последниот надпревар на овој терен што го игравме со селекцијата на Молдавија. Шумоликовски, Панов и натаму топката е во редовите на нашите репрезентативци. Роберт Попов бие од огромна далечина, далеку од голот на Андреас Исаксон, еден од поискусните во гостинскиот тим, инаку член на Ѓурѓарден, екипа за која настапуваше, да подсетиме и поранешниот репрезентативец на Македонија и член на Вардар и Партизан Вујадин Станојковиќ. Опасна игра сега, дуел на корпулентниот Ибрахимовиќ со нашиот Симоновски. Инаку Ибрахимовиќ досега има одиграно 4 надпревари за оваа репрезентација. Да видиме, одлична акција, ќе имали завршница таму, недоразбирање. Можеше Стојков подобро да го прочита својот партнер од екипата на Беласица и сега од Интер, Пандев. Останува 0:0, возбудување значи пред голот на гостите. Топката мора да биде вратена назад. Главниот судија Кларко Чкоцка покажува дека играта може да продолжи. Со број 2, Джими Таманди настапува за Малме. Има проблеми со Панов. Добро блокираат сега нашите фудбалери на половината на противникот. Никола Илиевски и Джиджи најави формација 4-3-3, што значи доста офанзивен состав. Да се надеваме дека и ќе постигнеме гол со швеѓаните, кои пак да подсетиме досега имаат примено само еден гол. 2 нерешени средби, 5 победи, тоа е билансот на шведската фудбалска репрезентација. Елмандер. Јохан Елмандер настапува за екипата на Фейнорд. Има 3 погодоци
во овој тим Елмандер, инаку ова му е 10-ти настап. Одлично пресече Илир Елмазовски, фудбалерот на Пелистер. Пандев. Многу се очекува од тандемот Пандев-Стојков. Еве топка за Стојков како што посакува, меѓутоа пред него внимателен е Нилс Јохансон. Елмандер. Добра интервенција на последниот играч во одбраната Боби Грнчаров. Шумуликовски. Штета. Дали Шумуликовски ќе успее да ги заврши тактичките задачи онака како што му се поставени од селекторот Илиевски. Напред оди сега Таманди. Добра акција на гостите. И натаму Таманди. Меѓутоа Панов со пат во нозе изфрла топката во аут. И натаму Пандев, Симоновски. Двајца фудбалери слободни по десната страна, Елмазовски премногу размислува, мора да реагира побрзо. Одличен носива топка Шумуликовски, меѓутоа недоразбирање таму со Стојков, а Пандев за малку доцни. Добар почеток во секој случај за нашите млади фудбалери. Некако плашливо влегуваат тука во дуелите во казениот простор на швеѓаните, како да има премногу респект. Не е потребен добрите игри со Турција во гости, иако загубивме со 2:0 во финишот, потоа и со Бугарија на онај контролен натпревар кога за 4 минути примивме 2 гола, гарантираат дека можеме на оваа средба да му ги расипеме сметките на фаворитот, секако Шведска е фаворит. Реков со победа се враќа на челната позиција пред дерби средбата што за 4 дена се игра во Турција. Микаел Дорсин. Ибрахимович. Симоновски за сега ги добива дуелите. Ќе биде тоа голема борба. Реков дека се работи за извонредно талентиран фудбалер кој има настапи и за А селекцијата на Шведска. Шумуликовски повторно греши. Ибрахимович. Дорсин. И натаму Дорсин мора да биде пресечена неговата акција. Симоновски повторно правовремено интервенира, а нема избор таму во одбраната Фредрик Рисп. Фудбалер за кого се вели дека е нова голема звезда на шведскиот фудбал. Игра за екипата на Гетеборг. Инаку 19 фудбалери беа во комбинација за овој надпревар, од нив отпадна само Бандулиев. На клупата во нашата репрезентација се Георгиевски, Мегленски, Јовице, Трајчев, Гроздановски, Сијовски, Постолов и Ристе Наумов. Топката ја прифаќа сега Келстрем. Одлично двојно преигрување и натаму Келстрем. Бара позиција да го проигра Ибрахимович, добро е прочитан изворена интервенција по кој знае кој пат веќе за овие 5 до 6 минути на Симоновски. Вилхемсон игра во Норвешка во екипата на Стабаек. Попов, дел на 2 седмици, нема прекрашок, е сега капитенот Јохансон. Аут за гостите. Немат идеја сега швеѓаните, комбинираат тука на својата половина. Греши Дорсин, Пандев.
Ова се топки кои може да бидат многу опасни. Стојков. На него оди Фредрик, успева да нафрли таму. Стојков го бараше Пандев кој е покрен и сега швеѓаните се во против напад преку Вилхамсон. Очигледно и двете селекции се подготвени за надигрување. Нашите репрезентативци некако подобро концентрирани, би рекол, како да подготвија специјална тактика за противникот, успеваат и да ја спроведат. Мислам дека мора да има повеќе фудбалери таму пред голот на Исаксон. Имаше неколку употребливи топки во казнениот простор, неколку недоразбирања патем и сигурно дека една позрела прилика ќе значи можеби водство за нашата репрезентација. Попов, Елмазовски, Дорсин. Судијата Кларк од Шкотска за сега нема кој знае колку работа. Се игра доста коректно, без стартови, нема жолти картони, инаку ова е 11-та минута од средбата. Прифаќа таму сега Беркунд. Шумоликовски. Стојков, двојно проигрување. Штета. Ја пресече ова акција таму Фредрик. Кјелстрем. Немаше идеја Кјелстрем, патна ми се сплетка. Елмазовски. Стојков. Останува со топката. Попов. И натаму Стојков, ова би требало да биде прекршок. Судијата Кени Кларк не реагира, меѓутоа повторна топка за нашата репрезентација. Гостите делуваат некако збунето. И да видиме за малку 1:0, измореден удар на Панов. 12-та минута, голема шанса за нашата репрезентација. Ангелчо Панов од околу 20 до 22 метри, таму по левата страна биеше изворено, меѓутоа директот сојузник на Андреас Исаксон. Реков дека швеѓаните примија само еден гол во досегашниот тек од квалификациите и верувам дека доколку беше ова 1:0 за нашите репрезентативци, ќе беше ова навистина тежок удар кон нивната игра. Ова беше најголемото возбудување во досегашниот тек од средбата. Сега швеѓаните имаат збор, долга топка, таму се бара Беркунд. Шумоликовски. Значи, преку Панов во 12-та минута имавме изворена прилика. Останува 0:0, гостите, иако фаворити на оваа средба, засега без посериозен удар кон голот на Златановиќ. Попов. Пандев. Јохансон. Прифаќа Елмандер. Со број 5 е Дорсин. Ериксон. И еве сега употребливат топка, меѓутоа изворена интервенција на Васовски. Бие таму Таманди и ова е првото возбудување пред нашиот гол. Прва шанса за гостите во 14-та минута. Биеше таму Джими Таманди од десната страна, меѓутоа Златановиќ успева да го скроти неговиот удар. Корнер за гостите по десната страна, ќе нафрли Ким Кјелстрем. Кјелстрем, реков, интервенција на Вајс, мало недоразбирање, за среќа топката е повторно во корнер.
Доста високи фудбалери има во шведскиот состав. Да видиме дали ќе биде дозволено играта да продолжи. Мала интервенција. Во нашиот тим се во ред таму со Васовски. Имаше пред малку добар старт, по кој Таманди биеше за среќа Златановиќ го одбрани неговиот удар. Сега гостите се одлучуваат на акција. Вишок фудбалер создаваат Келстрем, Васовски, Вајс. Услови за брз против напад и кога се прави чекор повеќе, јасно е дека се греши, а нема осет. Сега може да биде незгодно. Беркунт побегна, за среќа не ја прифаќа оваа топка. Се викам Велко Краовски, имам 58 години и работам како зидар. Кој знае колку куќи сум направил. И не било важно дали градам за македонец, за албанец, турчин. За мене беше најважно зидот да биде прав. Беше добро. Работата одеше. А сега... Доста беше. Сакам да продолжиме. Дајте ми шанса за разговор. Поддржете го договорот. Договор за мир. Мораат да бидат внимателни нашите млади фудбалери, особено оние од последниот ред, брзо да се предава топката кон играчите задолжени за организација на играта, а верувам има доволно простор да се создаде и некоја шанса од брз против напад. Добре што избраниците на Илиевски засега играат без респект. Повторно Беркунт. И Ибрахимовиќ чека топка каква што посакува. Закопан беше Златановиќ, левиот директно беше сојузник. Токму тоа го реков и на почетокот на надпреварот, мора да се внимава на Златан Ибрахимовиќ на последниот надпревар од холандското првенство, дерби со Фейнорд во гости беше стрелец на извонреден погодок. Во Холандија интересно го викаат Златан по името, бидејќи некако изговорот на презимето Ибрахимовиќ им оди тешко на холандските коментатори. Сега многу проблеми за нашата репрезентација. Симоновски имаше правовремена интервенција, Васовски, Шумуликовски. Сега топката е на половината на противникот, повторно Шумуликовски игра премногу комотно, би рекол. Има желба да организира акција, има и доволно простор, меѓутоа премногу греши во такви ситуации. Би било добро сигурно доколку Шумуликовски заигра посконцентрирано. Еве сега одлична топка кон Пандев, немаше офсайд. Мислам дека немаше офсайд. Не се во право судиите, начело со Кени Кларк од Шкотска. Прекината е оваа добра акција на нашата репрезентација. Верувам ќе беше опасно кон голот на Исаксон. И натамо 0:0, почитувани гледачи на стадионот во Ѓорче Петров, полека и посетата на трибините се зголемува. Две шанси видовме кон нашиот гол во 14-та и 16-та минута. Таманди биеше, Златановиќ одбрани, а потоа и Ибрахимовиќ со глава го затресе левиот директ од голот на Златановиќ. Претходно ние имавме досега неголемата шанса кога Панов биеше само во директот од голот на Исаксон. Греши сега Елмандер. Инаку во редовите на шведската репрезентација, уште еднаш да подсетам, играат голем број фудбалери кои настапуваат во Холандија. Тука е и Бојан Ѓорџиќ, кој е на клупата за резервни фудбалери, член е на Манчестер Юнайтед. Васовски. Пандев. Прекрасно проигрување. Стојков.
И што свират сега судиите? Немаше никаков офсайд и публиката реагира. Очигледно Девид Доиг, помошникот на Кени Кларк, нема баш најдобра представа каде се движат фудбалерите. До сега 2 пати греши при проценката на офсайд ситуациите. Елмазовски сега се е во ред. Елмазовски мораше да направи чекор 2 напред, вака био од околу 20 метри непрецизно. Грнчеров кон Елмазовски. Сега Кларк покажува дека тоа слободен удар за нашата репрезентација. Шумоликовски, Пандев. Штета не ја прифати оваа топка, најдобро му ја одзеде Келстрем. Фредрик. Непрецизно кон Ибрахимович. Еве 20 минути игра и натаму 0:0. Ова е квалификационен надпревар за фудбалери до 21 година. Квалификации за Европското првенство. Можеме да бидеме сосема задоволни од играта на нашата млада репрезентација. А Ибрахимович сега би требало да заработи жолт картон. Фаулиран беше Шумоликовски. Повторно Шумоликовски и уште едно непрецизно додавање. Можеше без проблеми да го проигра Стојков Шумоликовски. Попов има силен удар. Бие крај голот. Аплаузи за овој удар на Роберт Попов. Да веруваме дека еден од овие обиди ќе заврши во мрежата на Исаксон. Елмазовски. Добро забележа Кларк, фаулира на Елмазовски од Елмандер. Грнчеров. Серија двојни проигрувања на гостите. Долго ја водеше оваа топка Елмандер, сега бара прекрашок, не е во право. А на спротивната страна мораше да реагира Андреас Исаксон, голманот на шведската репрезентација. Ибрахимович. Сега може да биде опасно, во офсайд ќе добро забележа таму Мектуфи, Фредрик Беркунд, фудбалерот со број 10. Мора да се внимава на овие брзи акции на шведските фудбалери. Кратки додавања, уфрлувања во празен простор и по вакви акции доаѓаат до шанса на 2 пати беа во ситуација да го загрозат нашиот гол и тоа многу сериозно. Попов. Шумоликовски имаше тука дуел со Елмандер. Прекината акцијата поради наводен прекршок од страна на нашиот репрезентативец. Реков дека и во двете репрезентации, особено во нашиот тим, недостасуваат голем број фудбалери кои игра на првата средба. Сепак и она што го гледаме на теренот во Ѓорче Петров дава надеж дека ќе избориме поголем резултат во дуелот со швеѓаните кои, реков,
се фаворити во оваа група, со победа избиваат повторно начелната позиција, бидејќи Турција вчера забележа победа во гости против Словачка од 1-0. Сигурно дека решавачка ќе биде средбата што се игра за 4 дена во Турција, директен дуел меѓу овие две репрезентации кандидати за првото место на табелата. Васовски, Шумоликовски, Пандев, Попов, добра комбинација на фудбалерите кои заедно настапуваа во Беласица, тука е и Стојков, Шумоликовски, Пандев, добро мислеше прочитање тамо од Фредрик. Публиката бара прекршок, мислам дека овој пат се беше регуларно, чист старце на Фредрик. Дорсим. Вишок играч има тука на својата половина, швеѓаните и без предмет Пандев, Шумоликовски и Стојков да се обидат да ми одземат топката кога немаат поддршка од останатите фудбалери. Таманди. Бергунд, опасно може да биде, еве го и третиот удар од гол за швеѓаните. Тамо прифати топка, употреблива Ким Келстрем, меѓутоа беше добро следен од нашите млади фудбалери. Сега треба да се внимава. На сличен начин како при претходното изведување на ударот од аголот, гостите создаваат играч повеќе тамо по десната страна, а сега услови за брзо пренесување на топката. Панде во празно, Панов или сепак Исаксон. Некако нерешително одеше нашиот нападјач на оваа топка. Може би оние две офсайд замки кои не постоеа во претходните две акции, судиите сметаа дека постојат, беа причина нашите фудбалери повнимателно да напаѓаат во оваа ситуација. Сега може да биде опасно, Берклунд бие далеко од голот на Златановиќ. Нашата репрезентација во оваа квалификациона група има една победа против Молдавија, остварена на истиот овој стадион, победа од 2-0. Потоа следуваше гостувањето во Турција, пораз од 2-0 на нашите млади репрезентативци, порази и на останатите надпревари. Молдавија во гости од 3-0. Еве сега греше швеѓаните, немаат идеја. Пандев мораше посериозно да биде изведена оваа акција. Реков, во овие ситуации фудбалери на половината на противникот. Осамени Пандев и Стојков, тука некаде задним Шумоликовски кој не се снаоѓа најдобро и тоа е премалку да се дојде до било каква шанса пред голот на Исаксон. Мора и Панов да оди многу понапред во овакви ситуации, а да се приклучат и фудбалерите од средниот ред, пред се Попов и Елмазовски. Ибрахимовиќ одлично контролира топката, крај него е Симоновски, Ибрахимовиќ си прави простор и 1-0. 1-0, Ибрахимовиќ во 28-та минута, Шведска победува со 1-0. 15 милиони долари вредниот нападјач на Ајакс ги покажува своите квалитети. Самиот избори за една топка, Симоновски премногу тука се двоумеше да стартува над него и гледате колку лесно швеѓаните доаѓаат до водство. Гол за репрезентацијата на Шведска и водство од 1-0, стрелец на голот играчот со број 9 Ибрахимовиќ. Ова е пети гол на Златан Ибрахимовиќ за младата репрезентација на Шведска. Интересно и негов пети надпревар.
Сега слободен удар за нашата репрезентација. Можеме да очекуваме да се бие директно кон голот на Исаксон. Позиција премногу вдесно би рекол, но да се надеваме дека ќе биде се во најдобар ред, доколку се разбира има прав мајстор да го изненади гостинскиот голман. На претходниот надпревар на овој стадион со селекцијата на Молдавија, од прекин го постигнавме првиот гол. Стрелец беше Стојанче Игнатов, кој вечерва најверојатно ќе настапи во првиот тим за нашата селекција. Сега изворена акција во три потега и не стигнува топката до Стојков. Шумоликовски Пандев, овој даде предол фор во оваа ситуација, останува 1:0 за гостите. 29-та минута од надпреварот, премногу ефтин гол примивме после акцијата на Ибрахимовиќ. Нов напад на Шведска, Ериксон. Го форсира по десната страна Вилхамсон и слободен удар за гостите. Интервенција на Вајс. Интергейт компјутери. Телефон 122 009 и 121 206. Интергейт компјутери. На клубата на Шведска се уште Тидман, Андерсон, Кибебе, Укар, Ѓорџиче, Јохансон. Во нашиот тим, уште еден да подсетам, шанса очекуваат Георгиевски, Мегленски, Јовица, Трајчев, Гроздановски, Сивевски, Постолов, Ристен Наумов. Мислам дека не е рано да се реагира од клупата. Селекторот Никола Илиевски Джиджи на располагање има изворени фудбалери од средината на теренот. Пред се тука се Гроздановски и Трајчев да го заседи малку средниот ред. Очигледно е дека онаа врска меѓу одбраната и нападот некако не функционира најдобро, особено што Пандев е задолжен да прифаќа топки некаде пред казнениот простор и тука да го бара Стојков со двојни прегрувања да се обидете да постигнате погодок. Златановиќ, Ибрахимовиќ успева повторно да зафати оваа топка. Грнчаров и натаму гостите ја имаат топката, сега опасниот Елмандер бие крај голот. Андреас Исаксон. Добар е. Во оваа интервенција сега Златановиќ добро процени дека мора правовремено да го напушти својот гол. Васовски, Шумоликовски, Вајс, Грнчаров, Пандев, Шумоликовски. Со оваква игра тешко дека може да создадеме уште некоја шанса. Реков дека не е рано да се реагира од клупата. Елмазовски. Играч кој одлично се снаоѓа по десната страна, меѓутоа ги нема барем за сега неговите излети. Пандев добро си направи простор. И натаму Пандев, одлична соло акција, меѓутоа кој ќе биде ќарот од неа? Шумоликовски. Васовски. Повторно Шумоликовски. Интервенција на Фредерик пред Пандев. Таманди. Васовски повторно. Грнчаров. Премногу чекаше, пред него интервенција на Дорсим. Недоразбирање сега меѓу нашите млади фудбалери, таму Елмазовски и Шумоликовски ја загубија топката.
Речиси сите фудбалери беа на половината на Шведска, очекувано гостите сега го бранат овој резултат, познати се по таквиот начин на игра, меѓутоа можеме да очекуваме и од брзи против напади или од прекини да се обидат да постигнат уште некој гол. Стојков, Елмазовски, Шумуликовски, одлично кон Васовски. И натаму Васовски премногу сакаше, му ја пресече акцијата Келстрем. Напред оди сега Вилхемсон, може да биде опасно доколку ја прифати топката, а ова ќе биде и првиот жолт картон, така е. Го заработува Вајс во 35-та минута. Швеѓаните со овој гол денеска вкупно 18 постигнати голови на 7+1 надпревар. Ибрахимович. Сега поуспешен е Симоновски. Ќе мора Симоновски да се обиде да го попречи Ибрахимовиче да не ја прими топката. Тешко се чува нападјачот на шведската репрезентација. Игра во изворена форма во холандскиот Ајакс и навистина не е тешко да се погодува дека ќе биде новата шведска фудбалска звезда со заминувањето на еден Ларсон, на еден Андерсон и останатите кои сега се главни ведети во тимот. Меѓутоа Пандев за малку 1:1. 36-та минута, најдобриот поединец во нашата репрезентација до овој момент. Горан Пандев изморено бие од околу 19 метри, меѓутоа за среќа на Исаксон непрецизно. Грнчаров. Треба да продолжат нашите млади фудбалери со играта што ја прикажа од почетокот на средбата. Се уште има многу време до крајот на средбата, 1:0, минимално водство на швеѓаните кои не оставаат кој знае каков впечаток. Премногу се подпираат на квалитетите и талентот на Златан Ибрахимович, а сега Панде бара удар, ова би требало да биде најстрога казна. Се послужи таму со раце Нилс Јохан, Ерик Јохансон, фудбалерот со број 4, меѓутоа Кени Кларк, главниот судија на овој натпревар, смета дека не беше ова доволно за најстрога казна. 37 минута, би рекол спорен момент на оваа средба, почитувани гледачи. Погледнете го тоа од забавена снимка, останува 1:0 за швеѓаните. Вајс. Грнчаров. Топката оди кон Пандев, меѓутоа доминирава скокот Джини Таманди. Попов. Пандев. Сега конечно прекршок, фаулираше Рис Фредрик. Брза акција на нашите фудбалери. Пандев бара простор за удар, бара прекршок. Уште еднаш Кларк смета дека се беше регуларно. Ибрахимович сега се ослободува од Вајс Симоновски. Може да биде опасно, ќе имали 2:0. Златановиќ брани. Биеше Фредрик Берклунд. Останува 1:0. Останува 1:0. Веќе е јасно дека Симоновски не може да излезе накрај со опасниот робусен нападјач на шведската репрезентација Златан Ибрахимович. Продолжува нападот на гостите и гледајте, некои работи се повторуваат таму по десната страна, особено Елмазовски, Стојков,
Веднаш удвојуваат гостите. Добра акција на Стојков. Елмазовски, Стојков бара простор за удар. Тешко се минува овде, мислам дека сега ова беше регуларна акција. Интервенција на Микаел Дорсин, играта продолжува, на потек се гостите. И повторно Златановиќ. Елмазовски, Стојков дали ќе стигне, интервенција таму на Фредрик. Играта како да добива во темпо, меѓутоа премногу отворено на обете страни, некако подобро се снаоѓаат гостите. А за сега без рокади во нашиот тим. Неколку слабости се повторуваат во играта на нашата репрезентација. Да очекуваме дека во вториот дел Никола Илиевски и Джиджи ќе засили задната линија за врска и секако ќе му најде подобар фластер на Ибрахимовиќ. Доколку не се случи тоа во нашиот тим, тогаш е тешко дека ќе постигнеме добар резултат во дуелот со швеѓаните. Тие си ја играат својата игра, дисциплинирано, онака како што се договориле и секоја грешка на противникот се обидуваат да ја казната, сега офсайд. Нема ништо од прекршок за Вилхемсон. Инаку над преварот забележувате, почитувани гледачи, се игра по навистина топло време, дури и спарно. И гледачите тука на единствената трибина се подложени заедно со нас, новинарите, на силното сонце. Меѓутоа, добро е да се фати и малку боја во овие топли летни денови. Немавме време многу за туризам од безбедносни причини пред се. Вади рака. Продолжува играта, напад на нашата репрезентација преку Шумоликовски, Попов, Вајс. Повторно Шумоликовски, нема никој по десната страна, Елмазовски прифаќа, прито е фаулиран и еве можност да се бие директно кон голот на Исаксон. Забележав главниот судија Кени Кларка, покаже дека тоа е директен удар за нашата репрезентација. Панов испрати вистинска бомба во 12-та минута, тоа беше најголемата прилика за нашата репрезентација. И сега судијата Кени Кларк од Шкотска покажува дека е далеку од нормите што ги пропишува Европската фудбалска асоциација за еден фудбалски судија. И направија делителите на правдата на овој натпревар, а сега 2 до 3 метри ја оддалечи топката од местото на прекршокот. И живиот зид не е на прописна далечина, повторно иритирање од страна на главниот судија, меѓутоа јасно е, тоа е господарот на теренот, бие Панов од далечина над голот. Кажем како игра. Кажем како игра. А што варда? Ке бебе вам уџор ке бебе. И варда ли цементара. Еве кажи ми некако се. 44-45 минута од првиот дел, почитувани гледачи, натаму гостите водат со 1:0 со голот на Ибрахимовиќ во 28-та минута. Еве 2 минути на дополнување
Значи уште 2 минути до крајот на првиот дел, да се надеваме дека нашите фудбалери ќе дојдат барем до уште една шанса во финишот од првиот дел. Греши сега Симоновски, може да биде опасно таму слободење по десната страна. Беркунд бие Златановиќ изворено брани, меѓутоа тука е опасниот Ибрахимовиќ. За среќа неговиот удар завршува крај голот. Доволно е мало опуштање, би рекол, во одбраната на Македонија и да дојде до шанса кон голот на Златановиќ. Стојков убаво се ослободи од Дорсин, може да биде опасно, нема кој да зафати оваа топка од позадина Васовски. Трае притисокот на нашата репрезентација. Швеѓаните не искористија неколку шанси, би било добро да бидат казнети за тоа, меѓутоа немаме игра онаква каква што гостинот се заслужува. Има многу слабости во редовите на ова шведска селекција, за жал нема кој да го казни сето тоа. Симоновски. Сам аут. Шумоликовски. Васовски и во овие моменти слабиот судија Кени Кларк од Шкотска отсвери крај на првиот дел. Гостите со голот на Ибрахимовиќ во 28-та минута водат сосема заслужено со 1:0. Очекуваме почеток на второто полувреме, почитувани гледачи, од квалификациониот дуел за Европско првенство за фудбалери до 21 година меѓу селекциите на Македонија и Шведска, што се игра на стадионот во Ѓорче Петров. По првиот дел гостите со голот на Ибрахимовиќ во 28-та минута поведоа со 1:0 и тоа беше и конечниот епилог од првиот дел. Да се надеваме дека во второто полувреме нашата млада репрезентација ќе заигра похрабро, онака како што и го започна овој надпревар, беше создадена една шанса по ударот на Панов и ќе се стигне до поволен резултат. Да кажам дека во редовите на нашата репрезентација има само една замена на местото на Шумоликовски, кој очигледно не го исполни она што му го... Еве го сега новолезениот Мегленски, бие лошо го прави тоа. Реков, значи, на местото на Шумоликовски во игра веќе забележавте Тони Мегленски, значи составот на нашиот тим во вториот дел е Златановиќ, Васовски, Симоновски, Вајс, Грнчеров, Мегленски, Попов, Елмазовски, Стојков, Пандев и Панов. Во редовите на шведската репрезентација селекторот Јеране Јерансон не направи ниту една замена, значи задоволен од играта во првиот дел, пред се би рекол би морал да биде позадоволен од резултатот. Елмазовски влегува и повторно главниот судија Кени Кларк, кој во првиот дел неколку пати ја иритираше публиката, не ја прекинува играта. Значи за Шведска Исаксон, Таманди, Фредрик Јохансон, Дорсин, Ериксон, Келстрем, Вилхемсон, Ибрахимовиќ, Беркунд и Елмандер. Еве сега и жолт картон за новолезениот Мегленски. Слободен удар за гостите, далечина поголема од 20 метри, да видиме дали ќе соберат директно да го загрозат голот на Златановиќ или пак тоа ќе биде некоја уиграна акција. Во првиот дел, доколку не го проследивте, имавме периоди на солидна игра, меѓутоа некако акциите завршуваат тука на работа од казнениот простор. Премалку се двајца фудбалери, Пандев и Стојков, во нападот за да направат нешто повеќе, без подршка од останатите соиграчи од средниот ред па и од одбраната. Изведен слободниот удар биеше корпулентниот Ибрахимовиќ, стрелецот на единствениот гол, високо над голот на Златановиќ.
Попов. Уште еднаш да подсетам дека веќе се одиграат две средби од оваа група, Молдавија, Азербејџан 1:0, Словачка, Турција 0:1, што значи турците за момент се начело на табелата, доколку остане вака швеѓаните ќе си го врацат приматот, има 20 бода, Турција со 19 на второто место, директниот дуел меѓу овие две селекции веќе е во вторник. На тлото на Турција се чини ќе го реши епилогот околу првото место во оваа група. Интервенција таму на Грнчаров, за среќа нема прекрашок, сега Елмандер. Ериксон. Превисоко дори за Ибрахимович. Симоновски. Пандер се обидува да прифати оваа топка и сосема истравно Кларка досудува прекрашок во негова корист. Сега е лесно. За 6500 денари Моби Плюс пакет. Сега, батка, секој може да има мобилен телефон. Ја подобри комуникацијата на средината на теренот меѓу нашите фудбалери, она што недостасуваше. Лошо реагира сега Попов. Има избор тука нова позиција, Никола Илиевски, Джиджи, Јовица Трајчев, можеби Гроздановски, да не го заборавиме и Пеце Сивевски, издворено талентиран фудбалер. Еве сега акција на гостите, кој ќе дојде до топката, успева Вилхемсон, меѓутоа за среќа не е и Бjerkont. Интервенција на Вајс. Мирослав Вајс, интернационалец во редовите на нашата репрезентација, веќе подолго време игра во Хрватска. Тука се Пандев и Стојков, кои знаете се во редовите на Интер, поточно во кампот на Интер, настапуваат за втората екипа. Да се надеваме дека ќе обезбедат место и во некоја прволигашка екипа на Апенинскиот полуостров, а еве Мегненски внесува малку живост, се обидува да влезе тука длабоко на половината на противникот, при тоа е фаулиран, самиот ќе го изведе овој прекрашок. Грнчаров. Елмазовски. Кој го бараше Елмазовски? Право во рацете на Андреас Исаксон. Симоновски, односно Грнчаров, аут за Шведска. Има уште многу до крајот, веќе 6-та минута од вториот дел. И она што го говорев и во првиот дел, топка од Симоновски, упатена некако напамет, без изработена акција, и швеѓаните повторно се во напад. Слободен удар за Ибрахимович. Таманди. Фредрик. Гледате како се одвиваше оваа игра во одбраната на нашата репрезентација. Завршува се тоа со четврти корнер за гостите од левата страна, се подготвува да го изведе фудбалерот со број 6 Мартин Ериксон, настапува за Гетеборг. Во првиот состав двајца фудбалери од оваа екипа, двајца од Ѓурѓерден, останатите од Малме, Хакен и интернационалци Нирберг, Ајакс, Рода и Стабаек. Интервенција добра на Дорсин. Притискаат и натаму.
Гостите сега пасивен офсет за Ибрахимовиќ, меѓутоа Елмандер беше во дозволена ситуација, играта продолжува. Стојков, гостите бараат игра со рака, меѓутоа Кларк не ја прекинува. И натаму Стојков осамен, не е следен. Таму од нашите фудбалери единствено Попов во неговата близина, Мегленски. И онаму каде што е најтешко да се најде слободен играч, за среќа прифаќа Елмазовски. И натаму Елмазовски. Мора да излезе Пандев, да прифати оваа топка. Одлично кон Васовски, може да биде опасно, нафрлува Васовски кон кого ги префрли Попов и Панов. Највисокиот во нашата репрезентација, барем во нападот, Ангел Чопанов, кој бараше топка тука некаде на пеналтикот и останува уште една акција без завршница и опасност кон голот на Исаксон. Некои од играчите во нашиот млад национален тим делуваат едноставно почетнички. Навистина мора да се има концентрација во текот на целиот надпревар. Грнчеров, бидејќи убаво се гледа во фудбалот, една шанса, еден гол и работата завршува. Гостите преку Ибрахимовиќ поведоа со 1:0 и сега мудро, смирено го бранат тој резултат, а кога ќе им се укаже шанса, доаѓаат лесно до голот на Златановиќ. За среќа тој е расположен денеска, па можеме да кажеме без да погрешиме дека е наполно заслужен, што губиме само минимално. Швеѓаните брзо пренесуваат топката од нога на нога, сега греши Кјелстрем. Меѓутоа тука прифаќа брзоногиот Елмандер, се обидува сам да ги реши сите дилеми, само корнер. Интервенција на Симоновски. Корнер број 5 за гостите. Не му се брза забележен таму на Кјелстрем при изведувањето на овој удар од Даголот. Швеѓаните се задоволни од резултатот и гледате повторно двајца фудбалери успеа да изведат акција, да го надмудрат во оваа ситуација Панов. За среќа ваквите нафрлувања нашата одбрана добро ги и правовремено ги расчистува. Забележувам сега во игра влезе Јовица Трајчев. Да видиме на чие место. Го засилува средниот ред Никола Илиевски Джиджи. Ја проследиме само ова акција на Дорсин. Мегленски изморедно се ослободи од еден противнички играч Трајчев. Негова прва акција. Васовски сепак доаѓа до топката. Се надеваме дека Јовица Трајчев ќе го забрза ритмот на играта во нашата репрезентација. Се работи за фудбалер кој веќе долго време игра во редовите на оваа селекција. Попов, Пандев. Го бараше Стојков. Овој добро е чуван, а Ибрахимовиќ не успе да го мине Грнчаров. Сега Беркмунд успева да избега. Македонската репрезентација намести играчот со број 8 Елмазовски, или играчот со број 14. Еве, значи, официјална информација. Јовица Трајчев на местото на Илир Елмазовски. Јовица Трајчев, член на екипата на Силекс, Елмазовски на Пелистер Битола. Дорсин. Берклунд.
Ибрахимовиќ е во офсет, така е реагира помошникот на Кларк, прекината ова акција на гостите, меѓутоа топката мора да биде вратена назад, да се смири. Вајс, Мегленски. Премногу се размислува, Панов, времето работи за противникот. Го погоди директот од голот на Исаксон Панов во 12-та минута од средбата. Пандев. Сега добро е чуван, после она што го прикажа во првиот дел. Панов, Васовски. Позиција која не му одговара на Васовски. Лев Бочен играч е на оваа средба. А нема ниту прекршок за Стојков. Трајчев. Попов. Пандев. Мегленски. Сега изморено се движи топката, меѓутоа ги нема оние завршни додавања во казнениот простор од противникот. Многу лесно се сопира нашиот напад. Исаксон, дегажман длабоко на нашата половина, Трајчев. Вајс. Васовски. Трајчев. Мегленски. Добро го забележа слободниот Попов, овој со крајни напори ја прифаќа оваа топка, да некако ќе заврши акцијата. Сепак многу срекно се избори, еве го Пандев, бара простор за удар, ќе има ли гол за нашата репрезентација. Пандев се обиди да изнуди удар од белата точка, мислам дека можеше тука многу лесно да заработи жол картон, ќе беше многу подобро доколку ја завршеше оваа акција со удар кон голот на Исаксон, вака останува 1:0 за противникот. Во секој случај, оние неколку замени, две вкупно на средината на теренот, ја подобрија многу играта на нашата репрезентација во поле, останува уште завршницата да добие епилог и верувам дека ќе избориме, ако ништо повеќе, барем нерешен резултат со оваа силна селекција на Шведска. Грнчаров. Попов. Прекршок прави Дорсен. Стојков се послужи со раце, корпулентниот Нилс Ерик Јохансон, фудбалер кој настапува за германскиот Нинберг. И сега можно да се нафрли пред голот на Исаксон. Имаме високи, корпулентни играчи. Тука пред се мислам на Грнчаров, на Симоновски и Панов. Очекувано Ибрахимовиќ го расчистува овој центар шут и веднаш веѓаните се на половината на нашата репрезентација. Брз против напад, топка бара тука по десната страна. Јохан Елмандер не ја добива. Трајчев. Панов враќа назад, повторно Трајчев. Пресечеме оваа топка. Јовица Трајчев, добро познат на публиката во Ѓорче Петров, пред мине во редовите на Силекс, играше токму за Македонија Ѓорче Петров, а сега дали имаше офсайд? Дали имаше офсайд, судиите реагираат. На брзина се изведе оваа акција, тешко беше да се забележи дали се во право судиите или не. Штета. Ќе беше ова навистина голема опасност кон голот на Исаксон. Шеесет и третата минута е во тек. И натаму е представ, би рекол, на стадионот во Ѓорче Петров. Во секој случај гледаме интересна фудбалска представа, може би не толку квалитетна.
Љубителите на фудбалот можат да видат колку блиску сме во некои моменти од играта до шведската репрезентација, меѓутоа поради некои, би рекол, назадни сваќања на фудбалската игра и премногу далеко. Може би 1-0 и не е некој резултат кој значи многу во оваква ситуација, меѓутоа според играта што ја следиме, тешко е да се поверува дека нашата репрезентација ќе успее на ваков начин да го изравни резултатот. Сега слободен удар, се договараат шведските интернационалци, да видиме дали Ибрахимовиќ повторно ќе бие. Мора да се внимава во вакви ситуации. Не, сепак биеше Вилхемсон, односно Келстрем, само во нашиот жив зид. Продолжува опасноста. Там Манди и да видиме што ќе заработи сега Васовски. Нов прекин на играта. Жолт картон за Александар Васовски. Ова е втор, односно трет жолт картон во редовите на нашата репрезентација. Таманди, Джими Таманди од екипата на Малме се жали на повреда. Беше тоа навистина еден опасен старт од Васовски. Повеќе со желба сепак да се избие топката, отколку да се повреди противникот. Да се надеваме дека со Таманди ќе биде се во ред. Шуѓаните и натаму, значи во истиот состав со кој го започна над преварот, доколку излезе Таманди, тоа ќе биде првата замена во редовите на оваа селекција. Пред малку биеше во живиот зид Келстрем, дали сега ќе биде поуспешен или пак Ибрахимовиќ. Сепак Келстрем бие по земја и за малку да биде изненаден нашиот голман, кој сепак смирено ја прифати оваа топка. Нов напад на гостите. Полека ја превземаат иницијативата нашите фудбалери, како да се уморија по неколку акции што ги има некаде во близината на 16-сетникот од Шведска. Швеѓаните изнудуваат прекини, добиваат во време, не им се брза, задоволни се од минималната предност. Доколку остане вака, сигурно нашите млади фудбалери ќе жалат за овој резултат, меѓутоа по победата над Молдавија лично очекувавме напредок во играта. За жал, едни исти грешки се повторуваат од надпревар во надпревар. Елмандер. Таманди, одличен центрашут, за среќа не беше тука Ибрахимовиќ, таму понизок од потребното Тимо Келстрем и само голаут. Дали е сега време во игра да влезе и младиот Гроздановски, фудбалер кој беше стрелец на 2 гола на контролната средба со победа, не стигнува топката до Стојков, меѓутоа Панов го бара таму новолезениот Постолов. Борче Постолов, уште еден од фудбалер од екипата на Силес, кој влезе во меѓувреме на местото на Попов.
Веќе сите дути ги стави во игра Илиевски, да видиме дали ќе резултира тоа со погодок. Бие сега Ибрахимовиќ, само голаот покажува Кени Кларк. Стрелецот на единствениот гол, Златан Ибрахимовиќ, се жали на повреда. Беше блокиран тука од некој од нашите фудбалери. И Ибрахимовиќ најверојатно ќе мине. Во стилот на Таманди од предмалку ќе излезе надвор од теренот и експресно ќе се врати, меѓутоа и тоа е дел од фудбалската игра, да се добие во време, особено кога се има поволен резултат. И натаму со еден примен гол за швеѓаните, 18 постигнати со денешниот, се убедливо најефикасна репрезентација, меѓутоа и репрезентација со најдобра одбрана. Турците имаат постигнато 13 голови, 3 примено, за сега се начело. Се разбира, го исклучуваме резултатот од оваа средба, бидејќи се уште има шанси нашата репрезентација да остане непоразена и на тој начин турците да ги остави начело на табелата пред важната средба која се игра на нивни терен за 4 дена. Мегленски. Вајс. Има тука доволно простор, немаше потреба да ја враќа оваа топка Мегленски. Бараше топка Постолов. Прочитање. Келстрем. Елмандер, Ериксон мирно комбинираат гостите. И немаше се чини многу избор, Панов ја изфрла топката во 6-ти корнер за Шведска. Голманот Исаксон бара некој од фудбалерите од одбраната да се вратат малку наназад. Во меѓувреме да видиме кој ќе го изведе корнерот. Келстрем повторно. Вајс е фаулиран од Рис Фредрик. Мора да биде вратена топката назад. Нова спарно време и судијата Кени Кларк од Шкотска само ја догрева атмосферата. Сосема непотребно. Може би драстично не оштети нашата репрезентација, меѓутоа имаше неколку сомнителни одлуки кои се случува во опасната зона пред голот на Шведска. Постолов се наоѓа во изворена форма. Постолов добива топка од Пандев и натаму оди. Ова е најстрога казна. Најстрога казна. Борче Постолов, младиот фудбалер на Силекс, ги потврдува своите квалитети, одлично влезе во казнениот простор, на него стартуваше еден од фудбалерите во шведската одбрана. Најстрога казна за нашата репрезентација во 71-та минута, можност за израмнување. Да видиме кој ќе изведе најстрогата казна, не треба да се погодува. Се подготвува Пандев. Еве можност да го потврди својот голем талент овој фудбалер кој реков се наоѓа во кампот на Интер. И 1:1. 1:1. По се што се случуваше на теренот, нашите репрезентативци го заслужија ова израмнување.
1:1, 71 минута. Стрелец Пандер. Така, настрци и швеѓаните премногу калкулираа со овој резултат. Мисля дека водството остварено во 28-та минута со голот на Ибрахимовиќ ќе биде доволно да се оствари значајна победа во овој дуел, меѓутоа еве работите не стојат така. Кога не се користат приликите следува казната, а тоа го сторија нашите фудбалери преку Панде во 71-та минута, претходно во казнениот простор на викинзите фаулиран Постолов. Васовски. Повторно Васовски. Ериксон, недоразбирање на Ериксон со Вилхемсон и брз против напада нашите млади репрезентативци. Стојков мораше да бара друго решение, да се смери топката. Напред оди сега Елмандер. Аплаузи за ова интервенција на Вајс. Еве се подготвува и првата замена во редовите на шведската репрезентација. Со број 17 во игра влегува Себастиен Јохансон, фудбалер на Гетеборг. Излегува Ериксон. Во репрезентацијата на Шведска, наместо играчот со број 6 Ериксон, во игра влегува играчот со број 17 Јохансон. Значи Нилс Ерик Јохансон со број 4 и Себастиен Јохансон со број 17. Двајца фудбалери со исто презиме. Еве може да брз против напад, дали ќе стигне Стојков. Исаксон го напушта својот гол и сврла топката во аут и како да е помалку деконцентрирана шведската репрезентација, ова е шанса за нашиот тим да направи можеби и целосен пресврт. Мора да се игра внимателно, а не вака. Непотребно вратена топка до Златановиќ. Изгледате овој возвраќа. Не треба да му се дозволи на противникот да ги среди своите редови. Швеѓаните се збунети од израмнувачкиот погодок. Ибрахимовиќ ја прифаќа ова топка, комбинира сега со изворениот Кјалстрем, кој уште еднаш демонстрира дека има силен удар, био до околу 18 метри, за среќа на Златановиќ непрецизно. Панов. Вилхемсон. Елмандер. Добро ја прочита ова намера Вајс, меѓутоа натаму може да биде опасно. Ибрахимовиќ и Симоновски. Ибрахимовиќ нема идеја. Бие високо над голот. Мора да се чува овој опасен фудбалер. Потребно му е малку простор, малку време за да биде вистинска напас кон противничкиот гол. Го постигна својот пети погодок во овие квалификации. Што биде сега судијата Кени Кларка, кој продолжува со својот стил на судење. Берглунд. И сега во празно, Елмандер, може да биде опасно. Елмандер се посрамоти. Кура ти покажаш, а? Мене не ме пуш. Пак ме да полиција. Ивица, пак ме да полиција. Сериозно, и на тебе ќе да полиција? Да. Дека ме лими дула. Сега швеѓаните се обидуваат да дојдат што поблиску до нашиот гол.
пред малку видовме еден обид, а сега Златановиќ мора да биде внимателен, така ја прифаќа оваа топка. Игор Златановиќ имаше неколку изворени интервенции, особено во првиот дел, одбрани неколку тешки удари. И мислам дека доколку останеме непоразени во дуелот со фаворитот во нашата група, тогаш тој ќе има голем придонес. Беркмунд, Вајс му ја одзеде оваа топка, нема прекршок. Како сега да се реши проблемот? Да се префали топката на половината на противникот, Мегленски нема избор, ја изфрла ваот. Има уште многу до крајот. И натаму е неизвестно 1:1, полека швеѓаните ја превземаат иницијативата. Ибрахимовиќ прави прекршок. Многу дуели Ибрахимовиќ Симоновски и сега непотребно доаѓа тука до туркање. Се играше коректно, нема многу жолти картони, само 3 и тоа во редовите на нашата репрезентација. По жолтеа Вајса, Мегленски и Васовски. Во нашите редови направени се сите 3 замени. Во шведската репрезентација Јеран Јерансон има уште можност да внесе нови играчи, уште двајца, дали ќе го искористи тоа, право останува да видиме. Васовски, Мегленски, Трајчев. И натаму Трајчев, изморено кон Панов. Панов со Таманди, Постолов прави прекршок. Имаше и многу поедноставни решенија Панов. Период на многу подобра игра на нашата репрезентација во вториот дел. Дојдовме до израмнување во 71-та минута од пенал. Швеѓаните немаат идеја, немаат начин на кој би ја разбиле нашата одбрана. Трајчев. Стојков, повторно Трајчев. Фаулирање од Келстрем. Се бара Пандев. Пред него интервенција на Фредрик. Мора да се засили темпото. Потребно е брзо ослободување од топката, проигрување на мал простор, двојни проигрувања и верувам дека повторно ќе дојдеме до шанса да постигнеме гол. Пандев. Добре чувам во второто полувреме. Мегленски. Повторно Пандев. Одлично го забележа слободниот Вајс. Постолов, Пандев, одлично се работуваат, може да биде опасно. Штета. Ќе мора Пандев да мисли повеќе на акција отколку на изнудување, прекршок или најстрога казна. Неколку пати се обиде да го направи тоа. Васовски прифаќа, прекрасно поигрување од Панов во средина е Стојков. Ќе упати ли удар Стојков? Штета. Интервенција на Јохансон изфрла топката во аут. Верувам ќе се сложите, почитувани гледачи, близко сме до изненадување на овој надпревар. Доколку продолжиме вака, со ова темпо, швеѓаните едноставно нема што да барат на овој надпревар. Ова е резултат што и оди во прилог на Турција, која доколку остане 1:1 останува на чело на табелата. Турците, да потсетам, во гостија совлада Словачка со 1:0. Добра се снајде сега Трајчев. На работ на фаул, ја прифати ова топка, меѓутоа не и Постолов, кому му побегна ваут. 8-9 минути до крајот на средбата, почитувани гледачи. На стадионот во Ѓорче Петров 1:1, да потсетам уште еднаш, Ибрахимовиќ 0:1, 28 минута, израмни Пандев од пенал. Мислам дека клучен момент на оваа средба е влегувањето во игра на Мегленски, Трајчев и Постолов во вториот дел.
Беше засилен средниот ред, а и нападот доби на обоитост со влегувањето на Постолов, над кого беше направен прекршокот во 71-та минута во казнениот простор на Шведска. Швеѓаните ја прочитаа нашата игра од првиот дел, кога едноставно отсечени беа во додавањата Стојков и Пандев. Нема преки на играта, Ибрахимовиќ може да биде опасно. Удар бие таму фудбалерот со број 7 Кјелстрем, лошо го прави тоа, останува само гол аут. На швеѓаните им се брза, а еве и нова замена се подготвува. Излегува Елмандер, фудбалерот на Фейнорд, на неговото место во игра со број, дали е тоа со број 16, да видиме со број 18. Таков гол имаме. Сонцето ни бие право во очи, така е со број 18, Линдстрем е во игра. Значи Линдстрем со број 18 на местото на Елмандер со број 11. Еве сега брз против напад, Пандев, повторно кон Стојков. Штета. Имаше тука и други решенија, можеби подобро ќе беше да се бара Мегленски. Трајчев. Лево се отвора Панов, добива топка од Трајчев. Таму е Постолов, скок на Постолов, само гол аут. Аплаузи за оваа акција на нашата млада репрезентација. Очигледно дека оние напорни подготовки што ги спроведе стручниот штаб начело со Никола Илиевски Джиджи и Милко Ѓуровски дава еве и некакви плодови, реков, совладана е А селекцијата во неконтролен надпревар, потоа и одличната екипа на победа во Прилеп со 2:0. На прагот сме да продолжиме успешната серија, трета средба без пораз на младата репрезентација, која да подсетиме имаше неславни серија од 14 надпревари, например, со порази. Беше прекината таа серија на средбата со Молдавија. Ова ќе биде и шанса да го напуштиме дното на табелата, се разбира доколку на овој бод. Да причекаме само до крајот, му придодадеме и победа во дуелот со Азербејџан. Азербејџан има 5 бода, ние сме со 3, а молдавците со 7 се на четвртата позиција на табелата. Словачка има 14. Постолов, реков, игра во голема форма, бара простор за удар, млако по земја, право во рацете на Исаксон. Околу 5 минути до крајот на средбата, почитувани гледачи, и натаму 1:1. Нов напад на нашата репрезентација. Комбинираат силексовците Постолов и Трајчев. Мегленски игра за екипата на победа. Се работи за уште еден голем талент на македонскиот фудбал. Неколку тандеми во нашата репрезентација, во првиот дел се истакнува со својата игра Стојков и Пандев. Во одбраната добро соработуваа пред се Грнчаров и Вајс. А еве сега во вториот дел добра соработка меѓу Трајчев и Постолов. Васовски. Оваа сезона е во дресот на Вардар. Панов. Изворен е потегна Панов, да видиме како ќе заврши оваа акција и што судат сега судиите. Еве, ако се лутиме дека во нашето првенство се прават пропусти, грешки на судиите, има многу обвинувања, она што денеска го демонстрираше судиската тројка од Шкотска на чело со Кени Кларка е навистина под сите критериуми. Наместо играчот со број 8 Вилбелсон, во игра е играчот со број 16 Ѓорѓиќ. Еве, значи и третата замена во меѓувреме е извршена. Со
со број 16 Бојан Ѓорѓич е во игра, фудбалер кој потекнува од просторите на СР Југославија. Не треба значи да се потенцира сето тоа, а член е уште еднаш да потсетам на Манчестер Юнајтед. Да видиме кои квалитети ги поседува Ѓорѓич, дали тој може да направи пресврт за ова кратко време. Ѓорѓич значи влегува на местото на Билхансон со број 8. Еве го Ѓорѓич. Прекршил Крави Грнчаров. Нема жолт картон, значи за него остануваме на оние 3 заработени до 64-та минута. Последни очајнички би рекол напори на шведските репрезентативци да дојдат до втор погодок на овој надпревар. Доколку остане вака, на вистина ќе имаат тешка задача на гостувањето во Турција. Ќе мораат да играат на победа. А турците се сеќаваме на онаа средба пред се во Кочани, па и на надпреварата што го игравме во гости. Прикажа одличен квалитет, имаат голем број талентирани фудбалери и мислам дека според прикажаната игра на тие две средби со нашата репрезентација се селекција која го заслужува правото место на табелата. Еве го повторно Ѓорѓич. Изворена акција, може да биде опасно, само корнер. Изворено влезе таму по левата страна, фудбалерот со број 5, Дорсин, Михаел Дорсин, изнудува 7 удар од аголот за шведската репрезентација. Притисок на гостите во самиот финиш, да видиме дали ќе има и на дополнување. Според мојата прогноза 2 или 3 минути, бидејќи сите замени се во вториот дел. Центар шута некаде на пеналтикот, прифаќа тука фудбалерот со број 18 Линстрем бие, меѓутоа претходно игра со рака. Претходно игра Линстрем со рака, поништење овој гол на гостинскиот фудбалер, останува 1:1. За среќа, Кени Кларка конечно забележа една неправилност во играта на гостите, го санкционираше тоа, останува 1:1, мораме да бидеме концентрирани во финишот од средбата, швеѓаните очигледно внесува во игра свежи фудбалери, расположени за игра и се на прагот посериозно да го загрозат нашиот гол, тоа го видовме предмалку, за среќа Линдстрем играше најправин со рака, а потоа го совлада Златановиќ. Греши Постолов. Нов напад на викинците. Се движи по левата страна, се е по офанзивен Дорсин. Таму е и Келстрем. Добро мислеше може би Ѓорѓич, меѓутоа не е прочитен од неговите соиграчи. Можно да се добие во време, очекуваме и најава колку ќе биде продолжен овој надпревар. 2 минути. 2 минути, мислам дека сосема исправна одлука на судиите. Немаше прекини, единствено 6 замени извршени во вториот дел, причина за ова на дополнување. На прагот сме на изворен резултат. По победата над Молдавија, први бодови во групата, еве сега ни се насмевнува и бод во дуелот со фаворитот. Нема сомнение на оваа средба, репрезентацијата на Шведска 1:1. Од клупата на нашата репрезентација бара прекин на играта, а Мегленски повтор пат ќе пожелти. Остануваме со играч помалку во финишот од надпревара. Втор жолт картон на Мегленски. Непотребно. Бара фаул од клупата на нашата репрезентација. Мегленски го направи тоа, меѓутоа заработува втор жолт картон. Остануваме со играч помалку. Да веруваме дека сепак и во ваква ситуација ќе го издржиме притисокот на шведската репрезентација. Аплаузи од повеќе од 500-тините љубители на фудбалот на стадионот во Ѓорче Петров за Мегленски, кој играше само во вториот дел, меѓутоа имаше значаен придонес во
остварувањето на овој резултат. Симоновски. Во вториот дел многу подобро го чува опасниот Ибрахимовиќ. Се сеќавате на голот во 28-та минута, наивно примен. Меѓутоа, еве, советите што ги даде Никола Илиевски Джиджи во паузата меѓу двата дела очигледно вродија плод, играме подобро, поорганизирано во одбраната. Не сме таков фудбалер од калиброт на Ибрахимовиќ, за кого да подсетам уште еднаш, Ајакс плати цели 15 милиони долари, тоа е најскапиот трансфер на фудбалер во Холандија. Не сме да остане без удвојување во казнениот простор пред се. Еве сега шанса за нашите репрезентативци, не стигнува за жал Стојков. Тука е пред него Јохансон и во овој момент е крај на надпреварот. Крај на надпреварот 1:1, нашата репрезентација оствари поволен резултат во дуелот. Можеби да бидеме задоволни, да подсетиме, гостите поведоа преку Ибрахимовиќ од соло акција во 28-та минута, израмни од пенал Пандев во 71-та. Почитувани гледачи, верувам дека и вие сте задоволни од прикажаната игра на нашиот млад национален тим. Имаше многу осцилации во играта, сепак на крајот 1:1, 4 бода за Македонија која останува на дното на табелата. На чело е Турција со 19, Шведска е втора со 18. Добра ноќ.